Следите тренинг, а во продолжение продолжуваме праксата еднаш месечно да имаме гостин водител. Во ово издание на тренинг гостин водител ќе биде колешката Катерина Синадиновска. Еден од настаните кои што ја одбележа веројатно неделата беше посетата на председателката на Европската комисија. Синадиновска, какви пораки остави во Скопје високата европска представничка и дали во нејзините изјави препознавате можност и шанси за некаков значителен прогрес на македонскиот пат кон Европската унија или ќе останеме со оваа статус-кво позиција, бидејќи еден од условите е прво промена на уставот. Да, посетата на фон дер Лајен апсолутно испрати охрабрувачки пораки. Мислам, и таа искористи својата посета за охрабрувачки пораки, не само кај нас, туку и во регионот, во другите земји каде што беше. И апсолутно дека од нејзина перспектива тоа е сосема оправдано, затоа што Европската унија, имајќи предвид ситуацијата во Украина и брзата, така наречената брза трака со Украина и Молдавија, дефинитивно фокусот сака да го стави на Западниот Балкан и на проширувањето повторно како тема. Сега од аспект на содржината на тие пораки, освен охрабрувачки, мислам дека многу би било по здраво за нашето општество кога би имале еден по-реален осврт на состојбата кај нас. Мене ми се поблиски, би рекла, пораките на холандскиот амбасадор, на пример, кој што навистина сака отворено да зборува за проблемите кои што секако ги имаме на патот кон Европската унија и кон Брисел, а не се однесуваат на уставните промени. Мислам дека тој фокус и целокупната обсесија со уставните измени, нешто што конечно го призна и председателот Пендаровски, е дефинитивно непродуктивен за реформскиот пат и за суштината на вистинските реформи што се неопходни. Сите сме обседнати и фокусирани на уставните измени, заборавајќи ги прито другите елементи кои што се во сите 35 поглавја, сега кластери, и кои што се неопходни.